Имате луѓе кои што се среќни кога конзумираат. Конзумирање подразбирам да добива нешто. Дај. Знаете, имате луѓе кои што постојано и не дека нема убавина во јадење, има многу убавина во јадење и во едноставно човек да се напие нешто, зависи што пие и во која доза исто така и колку влие и како влие тоа на организмот. Но сакам да кажам, имате луѓе кои што го добиваат уживањето само од примање на храна, примање на енергија, примање на забава и така натаму. Од примање на нешто или од втек на енергија. Имате луѓе кои што добиваат забава од истек на енергија. Тоест од продукција. Гледате, во дадени ситуации, не знам дали сте приметиле дека имате луѓе кои што денеска клучниот збор е да уживање. Сите се среќни со уживање, нема ништо лошо во уживање. Луѓето треба да научат да уживаат, имате за жал луѓе кои што не се научени да уживаат. Но имате луѓе кои што единственото уживање име кога ќе дојде петок, кога ќе дојде сабота, кога ќе треба да искочи некаде, кога ќе отиде некаде на одмор. Но дали не можеме да уживаме поврзано со работата? Дали не можеме да уживаме дома? Дали не можеме да уживаме во домашните обврски? Гледате, уживањето кое што секогаш го добиваме врз база на втек. Дај ми енергија, најади ме. Ке отидете, некојаш луѓе има ке отидат на all inclusive некој хотел, каде што кога не им се јаде ке јадат. Не идат на диета у тој период затоа што едноставно ке се тапани ке се направат од храна, од пијалок и така натаму. Гледате, конзумирање, ама нели у еден период човекот му станува тешко од целото тоа конзумирање. Храната ќе ви преголем количина на храна ќе ви спушти енергијата, преголем количина на пиење ќе ви спушти енергијата. Но кога човекот продуцира, особено ако продуцира нешто што сака, гледате, човекот со продукција он креира неговите продукти во просторот. И он креира простор со тоа. Ама која единствениот начин како да бидам среќен, го гледам во дај ми. Гледате, тогаш не сум до толку среќен. Ајде да ви дадам друг пример. Например, мајка ми, татко ми. Например, после слава. Нашата слава е Свети Арангел и сега они после слава беа многу среќни. Најпреработени беа. Ама гледате, кога ќе завршеше славата, немаше посреќен човек од татко ми, од мајка ми, иако не беа најадени колку што беа најадени гостите, ама продукцијата и ефектот што човекот го направил врз околината е тоа кој што ги направиле нив среќни. Гледате, кога конзумираме храна, кога конзумираме нешто, тогаш храната не прави среќна. Гледате, ние не продуцираме ефект, храната продуцира ефект врз нас. И нема лошо, пак ќе кажам дека човек не треба да не ужива во некој убав ресторан и да не ужива во некој убава храна. Не останувам збора за луѓе кои што единственото уживање и среќа во животот го гледаат врз база на дај ми. Поентата ми е, сакам да кажам дека многу е поубаво, барем за мене, кога човекот ќе ја види среќата и у енергијата на нати продукт, затоа што тоа ме прави горд, моите продукти се тие. Мојот продукт е да направам некој човек среќен, да направам нечи живот променет. Гледате, продукт, отколку некој човек да отиде и да рече, сега, за да се опуштам, за да ме направи среќен, ќе се поднапие, ќе се прејаде, затоа што почнува да ја гледа среќата врз база на конзумирање. Ќе прочитам еден убав цитат од филозофот Хабард, вели вака: истекот е посвет, поморален и понаградувачки и поефективен од втекот. Истекот, вика, е посвет, поморален, понаградувачки и поефективен од втекот. Втекот на енергија е чекам некој да ме направи среќен. Мојата среќа зависи врз база на тоа кај ке сум, дал ке сум некој хотел, дал ке сум у некој локал, ваму или онаму. Гледате, кога сте виделе деца како се заигруваат сами порано, барем така беше порано, немаше разни работи кои што не правеа ефект. Ние како мали креиравме ефект. Така,
ки играш разни игри, ки играш камај, ки играш мурка. Прво креираш простор, второ сам креираш забава. Ама сега забавата ја добиваш од видео, ја добиваш од некој подкаст, ја добиваш од нешто. И пак ќе кажам, нема лошо поради тоа што јас следам подкасти како и вие што го следите сега мојот лайф, но поентата ми е тоа го користиме за да направиме после тоа истек или цело време сме приклучени само да примаме информации. Имате некој човек кој што е опседнат со неговиот проблем. Ако човекот е опседнат со неговиот проблем, што се случува? Он е, дај ми информации, дај ми втек. И сите ќе ги исклуша работи поврзано со таа тема, ама никако да не превзема акција. Гледате, тоа што ќе слуша, треба да го охрабри да превземе акција. Онако не превзема акција, нема да ја смени својата состојба. Затоа што колку повеќе луѓето прават истек на енергија, тоа е поубаво. Гледате, истек на енергија. Од мене излага енергија. Ако имате некои луѓе кои што се научени дека секојаш некој друг ќе ги направи среќен, или нивната среќа е условена од нешто да се случи, тогаш не су таква добра состојба како некој човек кој што може да скрира среќа секојаш. Да се вратам на кога сме биле деца, помлади, се надевам дека некој од вас тоа го правите сега. Човекот ќе најде нешто што може да искрира. Ќе си го направи сам денот убав, ќе си го направи сам денот да му биде интересен. А имате луѓе што се цело време у досада и чекаат некој да ги викне, а обично тие што чекаат некој да им викне, па не им текнува дека они може да направат настан. Не им текнува дека они може да бидат одговорни за да створат забава на која што другите ќе се приклучат. Затоа што тоа е креативноста. Идејата да создадеме некои настани кои што се креативни, конструктивни, каде што други луѓе ќе се приклучат. Поентата ми е да не чекаме некој да ни го разубави животот, да не чекаме некој да не направи среќен. Некоја девојка на момчето не му пишала, сега он не е среќен. На девојката момчето не е пишал, излегол со другарите, сега она не е среќна. Тогаш твојата среќа е условена од некој друг. Ти си творецот на твојата среќа. И ако не направиш нешто поврзано со тоа, ако не направиш ти своја идеја која што ќе те направи среќна, твоја креативна и конструктивна акција која што ќе те направи среќна, ќе се изначекаш за среќа. И тогаш луѓето не го контролираат животот поради тоа што не се во својот универзум. Ако се вратам на претходната емисија која што имав од средата, својот универзум се нашите цели, работи кои што сакаме ние да ги направиме. Гледате, работи кои што сакаме ние да ги искрираме, не? Така да, од тој аспект сакам да зборувам. Знаете, имате луѓе кои што цело време се во насока на добро, јас сум среќен кога конзумирам, ама замислете луѓето да се среќни кога продуцираат. Замислете луѓето да се среќни и да се горди на работа и да си го сакаат својот продукт. Замислете некој 8 сати да иде на работа и да не е среќен со својата работа. Зошто не би бил среќен со својата работа? Ако јас знам кој ми е мојот продукт и верувам во мојот продукт, и стојам позади мојот продукт, и знам дека тој мој продукт го подобрува животот на многу луѓе, тогаш ако го создавам тој продукт, ја ќе бидам среќен од истекот на енергија и од продукција, а не од конзумирање. Уште еден цитат, многу интересен од филозофот Хабард, вели: еден човек е заинтересиран, а еден објект е интересен. Човекот не е интересен, тој е заинтересиран. А кога ќе стане многу интересен, тој има многу проблеми. Луѓето се заинтересирани, барем треба да бидат заинтересирани. Објектот е интересен. Објектот е интересен, затоа што ние му даваме внимание на објектот. Ама замислете кој имате некој човек што сака он да е интересен на обсесивен начин. Гледате сега, јас се надам дека сум интересен за вас, ама зошто? Зашто сум заинтересиран да ви дадам знаење. Јас сум заинтересиран да ви дадам знаење, сакам да искрирам ефект, станувам интересен за вас. Тоа е окей. Ама ако имате некој човек кој што сака само да е интересен, глеме што сум облекол, леле ваква ми е, и цело време сте виделе луѓе што облеката нив ги носи, што колата него го вози, зар тие луѓе не се објекти? Зар душата не е намалена на пониско ниво, каде што станала премногу материјална? Гледате, имате некој човек кој што
Облеката го носи него. Он е целосно поистоветен со ташната и со брендот на ташната. Ова ако не е тој саат него облака, ова ако не се такви брендирани патики не ги носи. Кај ти излагам ја тој кафич? Замисли некој да ме види таму. Тие луѓе се интересни. Тие сака да привлечат внимание, ама со што привлекуваат внимание? Со површност, со нешто што е од надвор. Затоа што кога човекот работи на себе, на својата душа, на карактерот, тој почнува да станува заинтересиран, секако убаво е да имам убава облека, нели? Но не е можеби тоа најважното нешто кое што треба да ни го ослика карактерот. Естетиката и убавината е многу висока емоција. Убаво е човек да е облечен, убаво да е дотеран, да е скоцкан, топ. Но замислете кога човекот е при тоа и заинтересиран за околината. Знаете, порано кога викавме фраер дека е некој или фраерка дека е... Што значише тоа? Интересен сум. Интересен сум. Интересен сум. Спомнав едно детенце ми кажа: "Жаре, вика, имам проблем." Што ти е проблемот? Му викам: "Вика, не сум фраер." Јас се збунив, му викам: "Ти сакаш да си фраер?" Он вика: "Не." Му викам: "Зошто?" Вика: "Тешко е да си фраер." Му викам: "Како мислиш тешко е да си фраер?" Вика, треба да неам домашно на школа, вика, треба да ја кубам косата на девојчињата, треба вака да ја гледам. Тешко е затоа што децата знаат дека тоа не е вистинската состојба на духот. Духот не е интересен, духот е заинтересиран. Затоа што колку повеќе човекот е заинтересиран на околината да помогне, да направи продукт што ќе го направи животот на другите луѓе поубав. Гледате, тоа е убавината, заинтересирани сме. Не сме интересни, затоа што кога сме заинтересирани, ние сме во насока на истек. Давам енергија надвор, за други луѓе. Не значи да се запоставиме нас, него колку повеќе јас сум заинтересиран за околината, толку повеќе животот ми е интересен. Замислете кога човекот е заинтересиран само за себе. Добро, тој го викаме дека е себичен, така? Човекот што е заинтересиран само за себе, тој човек е себичен. Човекот што е заинтересиран за околината и сака да направи околината да се чувствува убаво, тој човек има вредност. Затоа што е вредност? Вредноста на телефонот не е за телефонот. Вредноста на телефонот е за мене, за вас, затоа што успеваме да ги направиме овие лајвови. Тоа е вредноста на телефонот. Кога ќе речете некој човек е богат, или е богат со знаење, или богат со материјално и не помага на никого со тоа, тој нема вредност. Затоа што вредноста се отсликува уколку ја подобруваш состојбата на постоење за луѓето околу тебе. Вредноста се отсликува со тоа колку ја подобруваш состојбата и обстанокот на луѓето околу тебе. Човек што е вреден за околината е вреден поради тоа што успеал да им помогне да живеат поубав живот. Човек што на никого не помогнал, на никаков начин, тој човек нема голема вредност. Поради тоа што вредноста е во колку работни места ќе отворам, на колку луѓе ќе им помогнам, на колку пријатели можам да им го разубавам денот, на колку луѓе ќе им дам совет со кој што ќе им ја трнам грижат. Тоа се акти на помош, на било кој начин, на кој начин да помагате. Помагате, поради тоа што тоа е вистинската вредност на едно битие. Поради тоа што ако се повлече човекот и почне да си го живее животот сам за себе и е разочаран од другите луѓе, гледате, прекинува да прави истек на енергија и на тој начин прекинува да креира и да прави простор. А оно што е важно е да го имаме тој простор околу нас, затоа што колку помалку простор имаме, толку повеќе негативни мисли ќе имаме. Зборевме за анксиозност. Рековме анксиозност доаѓа од зборот ангере, значи да гушиш некого на латински. Ангере доаѓа од зборот ангст, ангст на германски е страв, ама ангст на индоевропејски, стари јазик од кој што се развили индиските, европските јазици и латинскиот, ангст на индоевропејски значи мал простор. Дете, како човекот добива мал простор? Зборот депресија исто значи надоле пресија присут мал простор. Човекот кој ќе се повлече во мал простор, а разочараниот човек баш тоа го прави, се повлекува, зашто не верува се на луѓето. Зашто луѓе, ако не верувате на луѓето, како може да ги сакате, како може да им помогнете? Верувате им на луѓето. Не викам на тој што ќе ве зезне еднаш, два пати, три пати, пет пати, на тој не му верувајте. Ама немојте да го поистоветувате тој со секој друг човек, зашто тој не е истиот човек што ве разочарал. Ама ако вие се разочарате од еден човек и се повлечете и не им верувате веќе на луѓето, нема да сакате да им помагате на луѓето. Нема сакате да творите за нив, нема да сакате да бидете најдобрата верзија од вас за нив. Најдобрата верзија
не е за нас. Најдобрата верзија е за околината. Сега, дал околината ве мотивира да вие го дадете најдоброто од вас, исто така зависи од вас, не само од околината. Еден паметен човек еднаш ми кажа: Жаре, кога човек не може да се воодушеви, само значи дека полека ја има загубено својата душа. Гледате, ако човек не се воодушевува духовно, иде надоле. Зборот разочараност, не си веќе очаран, не си веќе восхитен. Од кого? Не си воодушевен од околината. Колку поише се воодушевиш од околината, толку повеќе околината ќе те мотивира да направиш истек на енергија, толку повеќе ќе те мотивира да се заинтересиран за таа околина, толку повеќе ќе те мотивира да направиш добри продукти за таа околина, ќе те стимулира да бидеш најдобрата верзија од тебе и ќе те стимулира да си среќен. Но твојата среќа почнува во тебе со твојот став кон околината, тоа се зголемува затоа што ти твојот став кон околината ги ја сакаш околината, ги сакаш луѓето, за нив креираш, ствараш, они ти даваат позитивен фидбек, се чувстваш убаво, тоа те мотивира да дадеш уште повеќе за околината, они те даваат позитивен фидбек и на некој начин ствараш релација со околината и се чувстваш убаво во твојата кожа и се чувстваш дека имаш вреден живот, затоа што си успел да помогнеш на луѓето околу тебе. Тоа беше поентата за овој лайф. Помагајте на луѓето околу вас, креирајте простор и истекот дајте го. Среќата е убава која доаѓа од конзумирање, но не мора да биде долготрајно, затоа што ако човекот цело време бара среќа од конзумирање, цело време ќе биде само на места каде што се конзумира се и се што. И не викам недозволени субстанции, може да има среќа од дозволени субстанции да конзумираме, сакам да кажам не е истата среќа како некој кој што ќе продуцира, затоа што човекот кој што е среќен од продукција, мислам дека има уште поголема среќа од оној кој што добива среќата само врз база на конзумирање. Имајте убав викенд, се гледаме повторно во понеделник, сакам да ве поканам наредната сабота 31 ќе имаме предавање во живо во хотел Карпош. Значи 31, многу убава тема, како да ги смените негативните мисли во позитивни, како да ги смените негативните емоции во позитивни, исто така како со токсични луѓе кои што ви го рушат вашиот мир. Ке зборувам за таа тема, значи на 31 хотел Карпош во Скопје во 19 часот, тоа е сабота, се гледаме на убаво предавање. Доколку сакате да имате консултации со мене лично, мојот телефон е 078-261-771, тоа е консултации лично со вас. Ова што ве поканив на 31 е во хотел Карпош, групно предавање, таму ја ќе предавам на овие теми, но ако сакате вие да имате консултации со мене, слободно 078-261-771. На тој телефон може да ми пишете. Поздрав, убав викенд, чао!